како што падна Берлинскиот зид, падна и зидовите на информации со интернет и сега повторно тоа може да се користи како оружје, како нешто што помага за луѓето да станат информирани и толерантни, да речам, од една страна, но и како оружје за поттикнување на непријателства и така натаму. Според мене ние имаме една во основа заедничка традиција политичка со Русија, а тоа е автократска традиција. И ако погледнете, ниту Русија, ниту ние сме имале ден демократија во нашето политичко минато. Тоа не прави луѓе кои се фасцинирани од цврста рака. Тие 45% ја доживуваат демократијата како несреќа. Гледајќи како се однесуваат политичките партии, гледајќи колку има корупција, гледајќи ги сите непријатни работи во општеството, тие за тоа ја обвинуваат демократијата и мислат дека една цврста рака, како што е раката на Путин, да речеме, би можела да воведе ред и тука, кај нас. Воопшто не се свесни за опасностите од таква цврста рака, опасностите по слободата на луѓето, но тоа е она што им импонира. Мислам дека главниот извор е токму во тоа погрешно гледање, нели, на изворот на нашите проблеми и верувањето дека еден автократски систем е поефикасен, поправеден и така натаму. Сосема нешто што е погрешно.